Делови од Скопје на +40 без вода. Во деновите кога во главниот град е пекол, повисоките зони во попладневните и вечерните часови остануваат без водоснабдување. Така беше минатата недела наводно, а сега проблеми има и во Железара, Автокоманда, Ченто и други делови од општина Газибаба. За тоа што сред жега скопјани се без вода, од јавното предпријатие Водовод и канализација се правдаа дека имало огромна и неконтролирана потрошувачка и заради тоа бил нарушен системот. ЈП Водовод и канализација Скопје ја информира јавноста дека повторно има енормно зголемена и неконтролирана потрошувачка на водата за пиење, што предизвикува нарушување на стабилноста на водоснабдителниот систем. Како последица на сето ова може да се појави на намален притисок и прекини на водоснабдувањето во одредени делови на градот Скопје. Во Скопје не е пекол само ова лето, но оваа година недостатокот на вода стана главен проблем кој ќе треба да го решава следниот градоначалник. Тој што ќе ја преземе работата од Данила Арсовска. Факт е дека ќе има полни раце работа. Блокирани јавни предпријатија, сообраќајни гужви, нечист град. ЈСП е во долгови, приватните превозници неколку пати ги паркира автобусите, хаос во комунална хигиена. Вработени во дел од јавните предпријатија штрајкуваа зашто немаа земено плата. За прв пат од осамостојувањето се случи Скопје да остане без јавен превоз, но и со преполни контејнери кои со денови не беа исчистени. Приоритет на новиот градоначалник мора да биде загадениот воздух, велат од невладиниот сектор. Загадувањето е една од најгорливите теми. Еве, кој една помош ние веќе пролета, мислам беше кога поднесовме или крајот на зимата, тука негде поднесовме еден предлог мерки. Една од горливите проблеми е и инспекцијата на терен, значи мора да се доследно да се спроведува, да сите оние диви депони кои сега и во летниот период загадуваат, не е доволно од кога ќе се запали само да ги угасиме или да ги исчистиме, а потоа да ги заборавиме. Тие посочуваат дека градоначалникот мора да има координација и редовна комуникација со граѓаните. Кој да биде, мора да работи во интерес на Скопје и скопјани и да ги слуша нивните потреби. Доидниот градоначалник во секој случај да ги слуша мислењето и на нас кои не сме експерти, меѓутоа со години се занимаваме со овие теми, но и со стручните луѓе да направи една координација меѓу сите институции. Не е решение ако едната институција не реализира, не е под наша надлежност, да речеме ние од нас све направивме. Не е секогаш целта ние од нас све да направиме, него едноставно да ја завршиме работата. Во таа насока мора да има коректен однос и комуникација со сите институции. Локалните избори треба да се одржат во втората половина од месец октомври. Досега официјално потврден кандидат за град Скопје од ВМРО ДПМН е актуелниот градоначалник на општина Кисела Вода Орце Ѓоргиевски.